Малата Јана повеќе ништо нема да ни ја врати. Нејзините родители од нигде никаде за секогаш си останаа без својата керкичка, братчето без постарата сестричка, јас без своето весело и убаво кумашинче. А зошто? Затоа што во оваа Македонија има тотално нефункционален и гангренозно распаднат здравствен систем, кој убива дури и здрави деца. Ни изјави за Алфа кумот на Јана, Игор Петковски, во очи на вечерашниот мирен протест кој под мотото Правда за Јана, сите сме Јана, се организира на плоштадот Магнолија во Битола, а со цел откривање на вистината за ненадејната смрт на 6-годишната Јана Христовска. Јана беше здраво дете. Кога ќадевме кај нив на гости, баш во дворот имаше тука играчки, имаше трамболина, скокаше, играше, се веселеше, трчаше и никогаш немаше слушното таја да има некаков проблем. Детето немаше в срцева, значи мана никаква. На прегледот кога однесе докторката, нели прво што прегледва и го наслушва детето со слушалки. И баш на таа возраст од 5,5 години, ако има некаков поинаков ритм на срцето или тешко тишење, одма се открива. Проблемот е збунувањето на самиот организам, тука што најмногу сите не боли. Она што особено го вознемирува семејството Христовски, освен начинот на лекувањето, е и сомнежот што точно се случувало во последните 3 часа пред и официјално да им ја соопштат ужасната вест, како и експресниот извештај од ДСЗИ дека не е откриена лекарска грешка. Петковски вели дека докторите требало да бидат искрени, самите да ја кажат вистината и да побараат простување од семејството. Мислам дека не се малци што ги спомнав тие 3 сати, чекањето на во ходникот на родителите за некои работи да се средат. Се сомневаме зашто во Македонија досега се си има случајно, само ДСЗИ да најде одговорност во лекар се нема случај. Нема тука ни камери, нема тука ни некој друг што ќе сведочи, родителите чекаат во ходникот и тоа е тоа. Жалосно е што нема искрена исповед, зашто никој не е против никој да земи да сведочи нешто важно. Најмалце родителите. Инаку, вечерва со почеток во 19 часот, освен во Битола, мирен протест од самоорганизирани граѓани најавен е и за пред Министерството за здравство во Скопје. Организаторите велат дека протестот Правда за Јана е протест и за сите жртви од нефункционалниот и распаднат здравствен систем во земјава.